Почитувани, моето име е Ана Мартиновска, работам во Институтот за македонска литература. Денеска ќе зборувам за Коневски како инспирација. Зошто го избрав оваа тема за Коневски како инспирација? Поеѓајќи од општото сознание дека Блаже Коневски спаѓа меѓу оние ретките личности во културите на оддални народи кои му даваат печат на своето време и низ кој духот на времето, неговите културни настојувања и стремежи се пројавуваат на најдлабок и најсестран начин. Неговото лингвистичко, литературно-историско и поетско дело представува во нашата културна историја еден меѓу оние исклучителни духовни подвизи што на новата македонска епоха од 20 век беше и остана најтемелниот и најтрајниот духовен постамент, ке рече академик Старгалов. Навистина, од импресивниот творечки опут на Коневски, неговиот придонес за македонската култура, произлегува и неговата национална величина. Во ова предавање главно не интересираат интермедијалните релации, земајќи предвид дека книжевноста ја одиграла главната улога во пренесувањето на наследството, на сеќавањето за митовите, кој воспротивно беше осудено на пропаст и заборав, воопшто не треба да не изненадува дека и делото на Блаже Коневски од секогаш било и се уште е инспирација и поттик за многу други научни, но и уметнички дела, и тоа не само од областа на литературата, туку и во другите сфери на културата, во музичката, драмската и ликовната уметност. Потсетуваме, Коневски беше еден од оние кои се сметаа за привилегирани да наследат богатата фолклорна традиција на својот народ. Сите ние можеме да се сметаме за привилегирани што ја наследуваме неговата реч. Токму затоа, линијата треба да продолжи онака како што Коневски се однесуваше кон творештвото на своите претходници, со почит, уважение, но и со изневера и креативна иновација. Бројни автори од секоја наредна генерација се повикуваат на Коневски и неговото дело, го слават и овековечуваат, чувствуваат креативна потреба да го редефинираат и преосмислат во сопствена творечка визија во различни области од уметноста. Најпрво да позборуваме за литературата, бидејќи речиси да не постои македонски писател кој не посакал да испее или да напише барем некој ред за овој маестрален писател, научник и човек. Списокот на автори кои пееле за Коневски е навистина импресивен и по квантитет и по квалитет, и тој секојдневно се уште се збогатува. Се разбира, ние не можеме да ги проследиме и да ги споменеме сите имиња, меѓутоа еве барем еден список на автори кои што пишувале поезија за Коневски. Од Славко Јаневски, кој пее за судбината на поетот, Коце Солунски, Гане Тодоровски, Методија Фотев, Србо Иванов, Матеја Матевски, Томе Арсовски, Јован Котевски, Ката Мисиркова Руменова, Влада Урошевич, Радован Павловски, Петар Т. Бошковски, Михаил Ренџов, Јован Павловски и уште многу други поети и писатели кои се инспирирале од ликот и од делото на Коневски. Се разбира дека сета таа поезија е прилично разнолика по стил, по мотиви. Еве само некој од нив да наброиме. Има песни испеани предизвикани од болката поради неговото заминување, инспирирани од неговата едноставност и осаменост, од неговото смеење, од стерната која го прогонувала во поезијата, но и во животот. Имаме спомени од многу заеднички средби. Имаме мотиви кои велат дека колку е голем и колку високо досегнал, но, за жал, и мотиви кои се осврнуваат на нападите врз неговото дело.
Само за илустрација ќе споменам и неколку поетски слики за тоа како во поезијата на своите современици е опишан Блаже Конески. Солунски вели дека тој е поклоник на традицијата, Бошковски дека е поет со богат јазик, Арсовски дека е ангел земен или небесен човек, Наневски македонски завет во сеопшта одост, Бакески го нарекува нашиот поет, Јачев мајстор со вечен живот, Бајрам име што живее за векутума века, Василевски стожерник на векот. Сите овие песни издвоив две. Едната, од сосема интимни причини, ова е една од моите омилени песни на Гане Тодоровски, посветена на Конески. Се разбира, инспирацијата покрај Конески ја пронаоѓа и во народната песна. И вели: имала мајка што имала баба и син. Дете Дукадинче Звездаилија, Армаган Алтанли. Даб вишум извишен, неоти древен исполен размавтувал со сабјата на умот, како со Балтија. Мегдани делал со сеништа, со стихи и стии, бдејќи везден над своето чунки првобдеец маж, ука ги учел што туку за момчините аџамии како на кривкото нашинство да му стане страќ. Колку за да подизучат новораскрилените, канатли дели, белегата да си ја вардат, јазикот стрејата камена на душеполето и моето. Завет козарек им оставил, да се расколат жените и мажите брсјачко мијачки, пеоните, дарданите, куќа да закуќат за среќно и вековито. Вториот пример кој ќе ви го потенцирам е последното нешто што е напишано за Конески. Тоа е една поема со наслов Дења Блажеви, пеења до потомците, како поднаслов, издадена ова година во пресрет на јубилеот 100 години од раѓањето на Конески, е напишана од нашиот инаку прозен и драмски автор Томислав Османли, кој во оваа своја поема македонскиот книжевен првенец не го чествува пригодно, туку ангажирано, фокусирајќи ја во вид на посланија до потомците тревожната стварност на времето кое го живееме, остро осврнувајќи се на изневерите, на питомите, благородни, но и остри посланија кои ни се оставени како аманет од Конески. И само еден извадок од поемата. Не почивам, а живеам јас во белине мугри, во јазикот на упорствата и на добрината. Живеам во зборот осончан од татковината, во радоста од слободата, во спокојот од убавината. Покрај литературата, Конески е инспирација и во музиката. Знаеме дека поезијата и музиката од секогаш се сметале за сродни уметнички области, за сестри, близначки уметности. Дека од најстари времења тие врски помеѓу нив се менувале, тие се доближувале и раздвојувале. Во некои култури се инсистирало на нивните допири и неразделивост, додека во некои други повеќе се потенцираат нивната независност, како уметнички форми, секако без намера да се оспорува нивната можна и моќна интеракција. При тоа, музиката директно се повикува на книжевноста, може директно да се повикува на книжевноста, во смисла и на начин што некој композитор може да земе завршен, предходно постоен поетски текст и да го преоблече во тонови. Во тој случај, наместо да зборуваме едноставно за превод, може да зборуваме за сложување на една врз друга и за интеракција на две форми и структури, литературната и музичката. Цитат на Пантини. Во таа смисла, поезијата на Конески е преоблекувана во тонови навистина многу често. Тоа се случува во полето на класичната музика, каде автори како Томислав Зографски, Љубомир Брангјолица, Тодор Скаловски, Димитрije Божаровски, Јане Коџабашија, Трајко Прокопиев, сите сериозни, иманентни имиња на македонски композитори, твореле
инспирирани од поезијата на Конески. На страната имате само за илустрација корицата на изданието Созвездие на Конески од Љубомир Бранѓолица, на кое, меѓу другото, може да се слушне и гласот на самиот Конески. Меѓутоа, Конески го има во исто така многу и во популарната музика, и тоа во сите временски периоди. Уште во периодот на 60-тите и 70-тите години на минатиот век се на оние фестивали на шлагери, кои што се изведувале во тогашна Југославија. Имаме песни кои што ги пееле Диме Поповски и Славе Димитров, например, кои се каде музиката е напишана врз текст на песната Нежност на Блажа Конески. Истото е со Везилката, која го инспирира Зафир Хаџиманов, меѓутоа и подоцна, значи во околу 90-тите години ги имаме Чина Папас Джокси и слика прва Тешкото. Потоа имаме еден прекрасен проект на Фидан Јаќевски и Ристо Самарџиев, повторно инспириран од Нежност. И се така до нашата современост, кога во последните неколку години имаме, да речеме, Фолтин, кои прават еден спој на Везилка на Конески и Ленка на Рацин, или Старовски, кои што ја пеат Порака. Крај исклучиво музичките проекти, има и голем број на мултимедијални проекти, во кои имаме спој на литературата на Конески, музиката и актерската игра, се едно дали на театарска сцена, во радио или телевизиска драма. Тоа е многу важно, бидејќи Конески самиот придавал големо значење на сценската интерпретација на своите стихови. Чисто и самиот ги кажувал своите песни, и МРТВ има издадена и плоча на која е зачуван гласот на поетот. Ве поттикнувам на YouTube да ги побарате овие снимки и да ги слушнете. Вакви сценски постановки имаат интерпретирано многу актери, меѓу кои Вукосава Донева, Нада Гешовска, Цветанка Трпкова, Славко Нинов, Софија Гогова Врчаковска, Мето Јовановски, Мите Грозданов и некои други. По сличниот начин, Конески е инспирација и во областа на ликовната уметност. Тука од една страна ги имаме портретите и бистите кои се инспирирани од самиот Конески, кои го прикажуваат неговиот лик. Интересен е проектот на Мице Јанкуловски, кој прави 19 портрети на Конески, потоа тука се Симеон Арнаудов и скулпторите како Боро Митричевски и особено Томе Серафимовски, кој во повеќе наврати се навраќа на Блаже Конески како инспирација. Меѓутоа, покрај овие етаблирани автори, имаме и дела кои што се создаваат во поново време, кои што не се толку врзани со самиот Конески, туку повеќе се инспирирани од неговата поезија. Меѓу нив се, например, Павле Кузмановски и Татјана Манева, кои што се инспирираат главно од неговата Везилка. Меѓутоа, дури и оваа година неколку млади автори, како Филип Вилковски и Елена Ѓоргиевска, чии илустрации се дадени на овој слайд, земаат песни од Конески и се обидуваат визуелно да се инспирираат од нив. И мене ми е тоа особено драго, што значи дека Конески и 100 години по своето раѓање резонира со едни нови генерации родени по неговата смрт. Се разбира, тука не завршува списокот на сето она што Конески го инспирира. Туку и во формите на популарната култура, тој често се наоѓа воопшто во различните сфери на
живењето и поособено на јавниот живот, значи покрај оние сите класични форми на мемориални центри, на училишта, факултети и други објекти кои што го носат неговото име во негова чест, имаме и различни сувенири, како например сувенирот банкнота која издава Народната банка на Република Македонија, имаме поштенски марки кои се издаваат во негова чест. Меѓутоа имаме, да речеме, и создавање на карикатури, на везови, на мемиња, значи на современи форми, на перформанси кои што користат неговата поезија и така натака. Значи формите навистина се разнородни и се разбира во еден ваков приказ, тие можат само да бидат нафрлени и наброени, а не и посериозно анализирани. Она што очигледно е дека Блажевата личност и неговото дело се славени и овенчувани како народно житие. Онака како што Конески се однесувал кон македонската народна традиција, така и уметниците кои дојдоа по него се однесуваат кон неговото дело како кон своевиден книжевен мит. Тоа сведочи за принципот на континуитет во македонската уметност од сите жанри, за испреплетувањето на претходниците и наследниците, за почита и взаемно дејството. Ако се сложиме со академик Блаже Ристовски, во секој народ и во секоја култура постојат кариатиди што го држат сводот на духовната и материјалната градба на историјата. Тоа се спомениците на цивилизацијата кон кои поколенијата со особен респект чувствуваат пиетет. Во тој случај, фактот дека многу автори од различни области на уметноста се повикуваат со пиетет кон неговите лик и дело, го потврдуваат Конески како една од кариатидите што го држи сводот на македонската јазично-литерарна и културно-национална историја. Очигледно дека Конески има значајно творештво кој оставило голем импакт во многу сфери и на многу генерации. Конески бил и се уште е популарен, инспиративен и присутен во голема мера во животот на македонскиот народ. Поради тоа, професорката Стојменска Елзесер заклучува дека Конески представува фигура која во европски рамки може да се смета за национален репрезент на македонската поезија. Во таа смисла, таа тврди дека тој недвојбено се вбројува во кусата листа на она што можеме да го наречеме македонски културни светци, заедно со Мисирков и Рацин. И навистина, иако зборот културен светец е навистина со големо значење, Блаже Конески тоа несомнено го заслужува. В таа смисла се надевам дека ова предавање ве инспирира да го читате Конески, но и да ги читате, да ги слушате, да ги гледате неговите современици и следбеници кои го сметаат Конески за своја инспирација. А зошто да не, се надевам дека можеби и вие ќе се инспирирате да творите инспирирани од неговиот лик и дело. Ви благодарам за вниманието и се надевам дека го разбудив вашиот интерес и дека ќе се обидете сега самите да чепкате, да копате и да ги пронајдете сите овие примери кои се посочени во оваа презентација. Ви посакувам се најубаво.